Меѓународниот ден на трудот, 1 мај, се уште представува силен потсетник за борбата на работничката класа за унапредување на своите права. Одбележувањето на празникот се поврзува со првиот одржан протест за 8-часовно работно време во Австралија во далечната 1856 година. Во 1886 година пак со прекин на работниот процес, протест одржале и американските работници. Демонстрациите се обидела да ги спречи полицијата, а повредени биле голем број демонстранти. Како сеќавање на истите од 1890 година, Меѓународниот ден на трудот се одбележува со цел подигнување на свеста за поголеми работнички права. Работниците и на овој 1 мај ставени пред низа предизвици, но и проблеми со кои се соочуваат на работните места. Безбедноста при работата и добрите работни услови едни од нив. Согласно тоа, според изготвениот извештај на Македонското здружение за заштита при работа, во текот на претходната 2022 година биле констатирани 169 несреќи на работно место. Во однос на градот во кој се случила несреќата, Скопје предничи во однос на другите градови. По него следат Битола и Прилеп, додека во Тетово биле евидентирани 5, а во Гостивар 2 повреди стекнати на работа. Најголемиот број на смртни случаи пак поврзани со работното место во 2022 година имало во Скопје вкупно 4 на број, по кои следат Струга, Струмици и Неготино со по 3 случаеви, додека во Тетово бил регистриран 1 случај на повреда со смртен исход. Најмногу од несреќите биле регистрирани во преработувачката индустрија 59, пошто следи јавна управа и одбрана 27 и градежништвото со 14. Најголемиот број на несреќи кои резултирале со смрт има во дејностите на домаќинствата како работодавачи, дури 8, градежништвото 6 и преработувачката индустрија 3. Дејностите на домаќинства како работодавачи во голем дел ги опфаќаат земјоделските работи на своите имоти. Доколку овие лица се регистрирани како земјоделци, тогаш голем дел од повредите би се препишале на дејноста земјоделство. Најголемиот број на несреќи во оваа дејност се случиле со земјоделска машина трактор, при вршење на земјоделски работи, транспорт или при учество во сообраќај. Исто така градежните зафати врз објектите од домаќинството, каде што имаш исто така зголемен број на повреди и смртни случаеви, покажува дека дејностите во домаќинствата се една од најчестите причини за настанување на несреќи при работа, се вели во извештајот. Во согласност со податоците и оваа година, поголемиот број на повреди и смртни случаеви спаѓаат во категоријата мажи. Од вкупно 169 несреќи, 4 од нив спаѓаат во категоријата жени, што е помалку од минатата година кога биле забележани 6 повреди во категоријата жени. Инаку Македонското здружение за заштита при работа, традиционално почнувајќи од 2008 година, по повод 28 април Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, објавува годишен извештај за несреќи при работа.